Мексиканските власти заплениле значително количество на фентанил, приближно еден месец пред инаугурацијата на новоизбраниот американски председател Доналд Трамп, кој се заканува дека нагло ќе ги зголеми царините доколку јужниот сосед на неговата земја не ја запре илегалната имиграција и трговијата со дрога во САД. Повеќе од 400.000 апчиња фентанил и 6 тони хемиски прекурсори што се користат за производство на овој синтетички опиоид, кој предизвикува десетици илјади смртни случаи од предозирање во САД секоја година, се запленети и уништени, објави канцеларијата на мексиканскиот државен обвинител. Патникот кој го преживеа падот на азербејџанскиот авион објави видео непосредно пред падот, а сега објави ново видео веднаш по падот. Според азербејџанските медиуми, несреќата ја преживеале 29 лица, од кои 14 се државјани на Азербејџан, додека според последните информации 38 лица загинале. Од 27 лица, 11 се во тешка состојба и се на интензивна нега во болница. На споменатата снимка од патникот кој преживеал, се гледаат спасувачите како се приближуваат до делови од авионот и на лице место вршат тријажа. Дедо Мраз ја започна својата традиционална божиќна авантура, патувајќи од својот дом на северниот пол за да им донесе подароци на децата низ целиот свет. Како и секоја година, Норат ја следи неговата рута во реално време, овозможувајќи да видите каде се наоѓа во моментов. Овој посебен проект трае со децении и користи најсовремена технологија за да биде што е можно попрецизен. Норат, Американско-канадската агенција за надзор на воздушниот простор, го следи Дедо Мраз од 1958 година. Пред тоа, оваа задача ја извршуваше организацијата Континентална команда за воздушна одбрана. Мапата на Норат постојано се ажурира, а можете да ја следите преку официјалната веб страница или на нивните социјални мрежи, вклучувајќи ги Facebook, Instagram, X и YouTube. Од моментот кога Дедо Мраз го напушта северниот пол, сателитите на Норат го следат неговиот пат користејќи топлински сигнали од неговите ирваси. Пејачката Бионсе настапи на полувремето од надпреварот во американскиот фудбал помеѓу Хјустон Тексанс и Балтимор Равенс. По неколку песни, на сцената и се придружи нејзината 12-годишна ќерка Блу Ајви, која ја доби со сопругот Џејзи. За време на танцот и двете носеа кантри модни комбинации. Бионсе носеше бело боди со извезени сребрени детали и соодветни панталони во каубојски стил, додека Блу Ајви носеше бели панталони со реси и бела маичка во стил на корсет.